Утрински стихови од Библијата. 14 август. Сите гревови ќе бидат простени, освен еден. Вистина ви велам, дека на човечките синови ќе им бидат простени сите гревови и хули, колку и да хулат. Но кој похули на Светиот Дух, нема прошка довека. Марко 3, 28 и 29. Што е всушност грев против Светиот Дух? Тоа значи свесно да му се припише на сатаната она што е дело на Светиот Дух. Например, да предпоставиме дека некој е сведок на посебно делување на Светиот Дух. Тој има убедлив доказ дека делото е во хармонија со Светото Писмо. И Духот му сведочи на неговиот дух дека тоа е од Бога. Меѓутоа, подоцна тој подлегнува на искушението. Гордост, самодоволност или некоја друга лоша особина презема контрола над него. И отфрлајќи ги сите докази за неговиот божествен карактер, тој изјавува дека она што претходно го признал како сила на Светиот Дух, било всушност силата на сатаната. Преку посредство на својот дух, Бог работи на човечкото срце. Но кога луѓето намерно го отфрлаат духот и изјавуваат дека е од сатаната, тие го отсекуваат каналот преку кој Бог може да комуницира со нив. Со тоа што го негираат доказот кој Бог во својата милост им го дал, тие го згаснуваат светлото што светело во нивното срце и како последица остануваат во темнина. Без оглед на тоа каков и да е гревот, ако душата се покае и поверува, вината е испрана со Христовата крв. Но оној што ќе го отфрли действувањето на Светиот Дух, се поставува себе си таму каде што покајанието и верата не можат да допрат до него. Со својот дух Бог работи врз срцето. Кога луѓето намерно го отфрлаат духот и изјавуваат дека тоа е од сатаната, го пресекуваат каналот преку кој Бог може да комуницира со нив. Кога духот конечно ќе се отфрли, тогаш не постои ништо повеќе што Бог би можел да стори за душата.